Јас го имам во студиото Дејан Андоновиќ, со кого ќе разговарам малку за меѓународната политика, бидејќи денес заради сите овие локални активности со изборите и линковите кои се растрчани низ Скопје, низ внатрешноста, нас шемава утринска, да кажам, малку ни се менува, па рано наутро го отвораме ова прозорче кон светот во утрински брифинг. Што има најново од вчера до денес во светот? Па, во светот не е баш толку забавно како што ова можеме да го видиме од овие ветувања на кандидати. Се случуваат доста работи. Имавме земјотреси и во Пакистан утринава, каде што загинаа 20 луѓе до сега, 20 лица, што не е за занемарување и покрај тоа што таа е голема држава, но 20 животи се изгубени, а веројатно и многу повеќе. Имаше и во Далмација синоќа, таму за среќа се уште се гледаат штетите, меѓутоа нема жртвени повредени, што е, да кажеме, една добра вест. Од друга страна имаме некои најави за преговори во Германија, каде што социјал-демократот Шолц влезе во коалиција со Зелената партија и со уште една помала, која сега ќе почне да ја преговара, така наречена семафор коалиција, и доколку успеат да ја направат, тоа ќе биде прва влада по 17-18 години, каде што нема да биде ЦДУ и каде што нема да биде нели Ангела Меркел, која се повлекува. Имавме вчера и нешто невообичаено за нашиве простори, да кажам, додека канцеларот на Австрија Себастијан Курц беше на самитот за ЕУ. Австриската полиција влезе во неговата владеачка партија, изврши претреси, приведе 2 или 3 високи членови на неговата партија, кои ги стави под истрага, заедно со Себастијан Курц, кој утринава се врати во Виена и е под истрага поради корупција и особено нешто за нашите простори е малце невообичаено, обвинети се дека потплаќале анкети за јавно мислење во некој од медиумите, што за мене беше шокантно уште кога вчера ја правев вест. Курц веќе изјави, ми се чини доста синече, дека се работи за конструкција и за политички пресметки и така. Добро, тоа е вообичаено, тоа сме го слушале и кај нас. Но ми беше куриозитет да кажеме дека може у една држава полицијата да влезе у владеачка партија и да го направи тоа што го направија, меѓутоа еве ќе видиме што ќе биде. Обвинувањето е дека лажирале анкети, односно потплаќале анкети, што за мене е, да кажеме, нешто не многу големо, бидејќи доаѓаме нели од Западен Балкан. Во секој случај светот продолжува понатаму и со некои анализи околу Тајван и Кина. Вчера е излезено со една од анализите дека Кина и покрај се нема да може да го нападне целосно Тајван најмалку уште 3 години, поради тоа што не е подготвена да влезе во таков тип на конфликт, бидејќи од друга страна ќе има негодување на други суперсили како што се Соединетите Американски држави и Австралија. Коментиравме ние тоа и вчера, Дејан, се чини дека таму има малку повеќе, како да кажем, тропање со оружјето, отколку што има вистински намери, но се позиционираат и регионалните и големите сили околу тоа како веројатно во годините што доаѓаат ќе се справуваат со таа своја регионална. Тоа секако ќе биде фокус геостратешки од светот само за крај на овој дел од анализата, бидејќи Авганистан е готово. Се чини дека другиве жешки точки на светот се малце смирени. Ќе потсетам веќе Венецуела никој не ја споменува, Ирак веќе него ни споменуваат на тикерите и покрај тоа што таму ништо не е сменето. Околу Сирија се големите договорени, сега останува Кина, Тајван. Ќе видиме што ќе се случува во наредниот период. Да се надеваме дека нема да се случува ништо радикално, бидејќи нели колечно сите тие работи треба да поминат у мир. Намерно не одиме на анализа на самитот во Брдо кај крај, бидејќи мојот следен сегмент е со разговор посветен за тоа. Негдека закачив на овие сите веб страни и информативни портали дека со председателот на Турција Ердоган со здравјето нешто не е добро. Јас ќе потсетам, ние што следиме подолги години, а може и ќе те потсетам бидејќи не разговаравме пред влезот во студиото, Ердоган беше пред 15 на години опериран од проблеми со дебелото црево. Мислам дека тоа му беа првите години од мандатот и тоа беше некако мистериозно се направено. Ердоган не беше на некој од самитите светски, иако е светски лидер, и подоцна излезе таква информација дека имало и дека тоа се било успешно завршено. Се шпекулираше дека има некаков, ајде сега ќе бидам послободен, на рак, ми се чини, на дебело црево, кое тоа било санирано. Но сега Foreign Policy излезе со тврдење дека е премногу болен за да може било што да, нели понатаму
му да го работи. Тоа е шпекулација, ние не знаеме, но можеме да претпоставиме Добро, сепак се работи за Foreign Policy, кој што е еден веродостоен извор на информации и затоа го разговараме, бидејќи де факто доколку на вистина се работи за здравствени проблеми на Ердоган, тогаш сепак ќе се дестабилизира еден дел од овој јужен дел на европскиот континент и соседството, затоа што Ердоган цврсто ја држи власта во Турција. Да, Турција има многу јака регионална геостратешка позиција, би рекол дури на моменти и глобална, ако се земе во предвид дека околу некои жешки точки во светот Турција многу зависи решението од одлуките на Турција. Иако пред неколку дена го видовме Ердоган на средба со Путин и тогаш не знам дали никој не коментираше дека председателот на Турција не изгледа добро или дека... Да, Foreign Policy го опишува дека физички изгледа изнемоштен, ние тука не можеме да судиме. Јас само сакам повторно да кажам дека кога земам во предвид онаа информација од пред 50 на години дека човекот имал здравствени проблеми, не е ништо чудно. Годините, работата која работат политичарите, иако вака изгледа многу лесна и многу стресна, сето тоа кога се зема предвид не е исклучено дека и тој и многу од другиве лидери можеби имаат некакви здравствени проблеми. Ке потсетам дека и Путин имаше некакви слични проблеми, но бидејќи таму медиумите се поинаку поставени, многу малку може да излезе надвор било Морам да кажам информација. дека кога се работи за овие лидери кои што се со децении на власт, мислам секако повеќе од деценија и Путин и Ердоган и некои други, како одминуваат годините, луѓето сепак стареат, мислам, не може да бидат во иста форма и во иста кондиција како што биле пред 15-20 години. И дека сега и здравјето нивно е веќе фактор во геополитичките калкулации, бидејќи се разбира дека евентуални промени на челата на тие земји Тоа ги до промени на политиката. Тоа ќе до промени. Ние разговараме за Меркел која демократски се заминува од власта, па еве не можеме да ги дозавршиме сите анализи што ќе се случува со Европа и со светот, а што ги треба да разговараме за земји во кои што власта цврсто и прилично недемократски ја држат некои од тие лидери. Сакам само да кажам да. Заминување секако ќе предизвика. Дел од нашите гледачи може не памтат. Јас и ти паметиме, а памети е другиот дел од гледачите, пошто потекнуваме едно време кога бевше една друга држава, еден друг блок, каде што бевме сведоци како лидерите на тие држави и на СФРЈ Јосип Броз Тито и на СССР полека стареја, а медиумите не зборуваа за тоа, па одеднушка сите бевме шокирани дека на 88 години некој починал. Така да ми се чини дека демократијата е затоа и замислена да има 4 години, евентуално 8 години и потоа нели да доаѓа до освежување на тие лидерски позиции. Ќе видиме за крај на разговорот околу Ердоган, ќе видиме како сето тоа ќе се случува и што ќе се случува кога ќе дојдат следните претседателски избори во Турција. Во секој случај кој да дојде на власт нема многу да се менува геостратешката позиција. Турција има една, би рекол, и улога во светот, но има и една стратегија како да се однесува. Турција е силен регионална држава, но повторно ќе кажам малку и глобална, контролира голем дел од население во неколку империи како што е кинеската или руската, да кажем, каде што има муслимани и каде што Анкара комуницира со тие поранешни советски републики кои се туркофонски, но и со ујгурите во Кина и секогаш кога ги гледаме овие вести ќе се изненадиме дека Пекинг сака добри односи со Анкара, бидејќи има ујгури, нели, муслимани над 15-20 милиона, ми се чини, ако не и повеќе. Русија од друга страна не е случајно што Путин сака добри односи со Турција, ќе потсетам, оние држави како што се Казахстан, Азербејџан, Узбекистан, становите, се под, да кажеме, некаква културна турска доминација и тоа е тоа. Дејан Андоновиќ, благодарам за овој утренски меѓународен брифинг.